почитувани граѓани на Република Македонија, почитувани гости и пријатели, почитувани представници на медиумите, почитувани основачи, добро вечер! По поздравот на Оливер Ромевски, добро вечер и од мене, јас сум Шибалј Прешова. Ние двајца како членови на иницијативниот одбор за формирање на партијата Граѓанска опција за Македонија ГРОМ, на сите вас присутни во универзалната сала, но и на присутните пред неа на платото, а ви има во огромен број, ви посакуваме среќна, берикетна работа на денешното основачко собрание на партијата, која цела Македонија со отворено срце очекува. Добро ни дојдовте. Се собравме денес македонци, албанци, турци, роми, власи, срби, бошњаци, хрвати. Се собравме православни, муслимани, католици, протестанти, атеисти. Се собравме мажи и морам да признам и убави паметни жени. Се собравме од 18 до 88 години, за да покажеме дека доаѓа нова светлина, што ќе не обедини сите нас во Република Македонија и ќе и даде на нашата татковина нова надеж за јасна иднина. Додека температурите беа околу 40 степен и беше сезона на годишни одмори, како што знаете, цели 3 месеци, секојдневно членовите на иницијативниот одбор, заедно со преку 1000 активисти, основачи кои вечерва се тука со нас како делегатите, неуморно работевме на изготвувањето на програмата, на статутот и на основачките документи. Токму програмата и документите кои ги имате пред вас, ги изготвуваат тимови од експерти во секоја област. Доктори на науки, магистри, научници, специјалисти во своите области. И што е најинтересно, сите со пристапници кон Граѓанската опција за Македонија ГРОМ. А кога сме кај пристапниците, нивната бројка за овој краток период на ширење на нашата идеја е веројатно податок загини за само 3 месеци. Имено, ја имаме таа чест и задоволство да ви објавиме дека досега имаме 13.342 пристапници кон нашата партија. Да ги поздравиме сите членови на ГРОМ со еден громогласен аплауз. А сега да го почнеме официјалниот работен дел од основачкото собрание на Граѓанската опција за Македонија ГРОМ, да ја слушнеме химната на Република Македонија.
А сега ја имам таа чест и задоволство да ви ја представам химната на граѓанската опција за Македонија Гром. Автор на музиката е Григор Копров. Автор на текстот е мојата маленкост Оливер Ромевски. Аранжманот го направи Владимир Дојчиновски Дојчин, видеоспотот Александар Николовски, а исполнители се група македонски популарни пејачи. Да ја поздравиме! Откако го видовме видеоспотот и го слушнавме, нели, дел од химната ја слушнавме за Гром, да преидеме малку и на работа. Го повикувам
представникот на иницијативниот одбор за формирање на партијата на Граѓанска Македонија за опција, господинот Владо Поповски, во име на иницијативниот одбор да излезе на сцена и да го отвори основачкото собрание. Почитувани основачи, драги гости, дами и господа, го отворам основачкото собрание на Граѓанската опција за Македонија ГРОМ. На почетокот дозволете ми во името на иницијативниот одбор и во свое лично име да ве поздравам сите вас и да ви заблагодарам за вечерашно ваше масовно присуство овде. Во исто време, дозволете да упатиме срдечни поздрави во името на сите вас и до членовите на Граѓанската опција за Македонија ГРОМ и до нејзините симпатизери што се наоѓаат надвор пред универзалната сала, а што за своето присуство не изразија сигла поддршка на овој свечен чин. Сега да преминеме на работниот дел. За денешно основачко собрание, заедно со останатите материјали, ви беше доставен и дневниот ред. Отворам расправа по дневниот ред. Дали некој се сака да предложи некоја нова точка на дневниот ред? Нема. Ако нема, дневниот ред го ставам на усвојување. Кој е за, ве молам со кревање на рака да се изјасниме. Благодарам. Дали има некој против? Нема. Дали некој се воздржува од гласање? Нема. Констатирам дека е едногласно уствоен дневниот ред за работа на основачкото собрание на Граѓанската опција за Македонија ГРОМ. Првата точка од дневниот ред на основачкото собрание е усвојување деловник за работа. Знаете, секое собрание пред својот почеток за непречена работа својот деловник и деловникот, како што на почетокот истакнав, заедно со останатите материјали, вид беше доставен. Отворам расправа по деловникот за работа. Дали некој бара збор? Нема. Тогаш, бидејќи никој не се јавил збор, деловникот го ставам на усвојување. Кој е за, ме молам со кревање на рака да се изјасни. Благодарам. Дали има некој против? Нема. Дали некој се воздржува од гласање? Нема. Констатирам дека едногласно е усвоен деловникот за работа на основачкото собрание на Граѓанската опција за Македонија ГРОМ. Втора точка од дневниот ред е избор на работно председателство. Ќе дозволите овој пат да се послужам и со хартијата, се разбира. Значи, за работно председателство иницијативниот одбор ги предлага господјата Златка Стамболиска Поповска, господинот Ѓорѓи Чакарјановски, господјата Мавије Мехмети, господинот Едис Нури, господјата Божан Каминова, господинот Мерџан Демирлај и Владо Поповски. Отворам расправа по предложениот председателство. Дали некој сака да земе збор, да има други предлог евентуално? Нема. Ако нема, работно председателство го ставам, состав на работно председателство го ставам на усвојување. Ве молам со кревање на рака да се изјасниме. Кој е за? Благодарам. Дали има некој против? Нема. Дали се воздржува од гласање? Нема. Констатирам дека едногласно усвоен составот на работно председателство за работа на основачкото собрание на Граѓанската опција за Македонија. Ги молам членовите на работното председателство да си ги заземат своите места. Значи, продолжуваме со работа. За работа на денешното собрание треба да усвоиме уште состави неколку работни тела. Најнапред верификационата комисија. Предлагаме таа да се чинуваат Штерио Николов, Агата Попови, се извинувам, и Теодора Атанасиевска. Отворам расправа по предложениот состав за верификационата комисија на основачкото собрание. Дали некој сака да даде нов предлог? Нема.
Ако не, бидејќи никој не се јави за збор, предлогот го ставам на усвојање. Кој е за, молам со крај на рака? Благодарам. Дали има некој против? Нема. Констатирам дека едногласно усвоен и составот на Верификационата комисија на Основачкото собрание. Треба да изберем исто така канdidaciona комисија од 3 члена, согласно претходно смениот деловник. За нејзиниот состав ги предлагаме Диме Зарков, Оливер Становевски и Јагода Ристевска. Се извинувам, мала грешка направив јас, на место од број 2, Шибаљ Прешова. Се извинувам, моја грешка е. Се разбира, Оливер нема да ми се наљути, бидејќи сме онака добри пријатели. Дали има некој други предлог, да вам расправа по овој предлог? Нема. Ако нема, да го ставам предлогот на усвојување. Кој е за предложениот состав на канdidacionата комисија? Ве молам со скрене рака. Благодарам. Дали има некој против? Нема. Воздржани? Нема. Констатирам дека едногласно усвоен составот на канdidacionата комисија на Основачкото собрание на нашата партија. Значи имаме да го усвоиме конечно и составот уште на комисија за следење на работа на собраниските документи. Оваа комисија, бидејќи има малку поширока работа, се состои од 5 члена. За нејзиниот состав ги предлагаме Виктор Цветковски, Бојан Милошевски, Мите Трајковски, Никола Дончев и Златко Јованов. Дали има некој други предлог? Нема. Ако нема, го ставам составот на усвојување. Кој е за, молам со крај на рака? Благодарам. Дали има некој против? Нема. Дали има воздржани? Нема. Констатирам дека едногласно усвоен составот на комисија за следење на расправата на собраниските документи на собрание. Значи, треба да усвоим исто така предлог за записничар, оверувачи на записникот. Предлог на работното председателство е записничар да биде господја Виолета Михајловска. Дали има некој други предлог? Нема. Констатирам дека нема други предлог и врставосно го ставам предлогот на усвојување. Кој е за, молам со крај на рака? Дали има некој против? Нема. Дали има воздржани? Нема. Благодарам. Констатирам дека едногласно е усвоен предлогот за записничар на Днешното собрание да биде избрана Виолета Михајловска. И конечно, двајца верувачи на записникот ги предлагаме Татјана Стојановска Иванова и господинот Горан Анчевски. Дали има некој други предлог? Нема. Предлог оставам тогаш на усвојување. Кој е за, молам со крај на рака? Благодарам. Дали има некој против? Нема. Дали има воздржан? Нема. Констатирам дека едногласно усвоен предлогот оверувачи на записникот да бидат господја Тања Стојановска Иванова и господинот Горан Анчевски. Преминуваме на следната точка од дневниот ред, значи согласно законската регулатива треба да донесеме одлука за формирање за основање на политичката партија Граѓанска опција за Македонија ГРОМ. Отворам расправа, но пред тоа сакам да соопштам дека во името на иницијативниот одбор ова одлука ќе ја образложи господјата Сонја Стефановиќ, член на иницијативниот одбор, при што ќе стане збор и за причините за основање на оваа политичка партија. Ја повикувам господјата Сонја Стефановиќ. Почитувани, секој од нас присутните има најмалку по една причина зошто смета дека ГРОМ ни треба денес во Република Македонија. Првата и најважна причина за формирањето на ГРОМ е дека граѓаните имаат право на подобар и поквалитетен живот и заслужуваат политичка опција која ќе им овозможи самите да се изборат за тоа. Во денешно време на конфузија на системот на вредности, нашата држава се соочува со политички, економски и социјални проблеми, кои се резултат на се поголемото исклучување на граѓанинот да влијае и придонесе за нивното решавање. Младите луѓе и стручните кадри се иселуваат, а оние што остануваат немаат шанса да се вклучат во создавањето на перспектива и напредок. Зголемен е бројот на оние на кои им треба помош и поддршка, а се намалува бројот на вработените. Мал број граѓани имаат пристап до ресурсите на оваа држава.
Гром е потребна за да му овозможи на граѓанинот да го добие местото што го заслужува во Република Македонија. Втората причина за гром е отсуството на доверба кон сопствените граѓани, нивните вредности и способности да создаваат иднина. Сведоци сме дека секој од надвор добива шанса за работа и докажување. Но тоа не е случај со граѓаните кои живеат овдека. Граѓанинот е ставен во позиција неговиот живот и напредок да не зависи од успесите и постигнатите резултати, туку од националната, политичката или друга припадност. Гром е потребна вредностите и способностите на граѓанинот на Република Македонија да почнат да се почитуваат и валоризираат. Третата причина за гром е дека мора да се запре трендот на постоење на живот само во Скопје, а граѓаните од другите градови да бидат на маргините на економскиот и политичкиот живот. Најголемиот дел од бруто општествениот производ се создава и троши во Скопје. Затоа огромен број на граѓани се селат во Скопје или иселуваат од државата. Централизираната и монополизираната власт го исклучува граѓанинот од создавање услови за сопствен напредок. Сведоци сме дека во државата има работа и перспектива само за власта, а не и за граѓанинот. Гром е потреба за децентрализација и демонополизација на политичката власт, пренесување на поголеми надлежности на општините и доближување на власта до граѓанинот, за да ја користи во обезбедување на развој и просперитет за себе и своите сограѓани. Четвртата причина за формирање на гром, почитувани присутни, е тоа што предолго Македонија е иста, биполарна во многу области, а граѓанинот е ставен во позиција да избира помеѓу две опции. Повеќе од 20 години граѓанинот мора да избира помеѓу две политички партии. Затоа на Република Македонија и треба гром, што во својата политичка програма се залага за Македонија во 21. век, во која човекот е најважен, граѓанинот е во прв план, моќта е децентрализирана и демонополизирана во политичка, економска и регионална смисла. Мултикултурата се развива во хармонија со граѓанскиот концепт и почитување на различностите. За гром, Македонија треба да е држава во која работат сите граѓани, а не само власта. Граѓанинот активно донесува и спроведува одлуки. Бизнисот и граѓанинот имаат повеќе пари. Граѓанинот активно живее во сегашноста и во заедништво, одговорно создава вредности за раст и просперитет. Пето, гром има програма, оформена во 3 целини, во која нуди одговори на следниве прашања. Кои се вредностите на гром? Македонија да биде подготвена за 21. век. Како тоа да го оствариме и што ќе добие граѓанинот на Република Македонија кога ќе го оствариме тоа? За крај, почитувани членови, огромната подршка што ја доби гром во овој 3-месечен период е потврда која ни дава право да кажеме: сакаме Македонија да биде различна во 21. век. И затоа гром сега е тука, барањата на граѓанинот во Република Македонија да ги оствари. Благодарам. Според моите информации, значи две технички информации, според моите информации, верификационата комисија се уште не е завршила својата работа, а во меѓувреме сакам да ги известам сите кои што сакаат да поднесат писмен предлог со деловникот за работа на денешното собрание во врска со собраниските документи, тоа да го направат во просторијата одредена за тоа, се разбира доколку има желба и волја тоа да се направи.
ние продолжуваме со работа. Дали некој сака да дискутира по одлуката, по предлог одлуката за основање на политичката партија Граѓанска опција за Македонија Гром? Ако нема, предлог одлуката за основање на политичка партија Граѓанска опција за Македонија Гром ја ставам на усвојување. Кој е за, ве молам со кравена рака. Верувам дека го делам вашето мислење. Овој аплауз, овој громогласен аплауз ми дава за право да констатирам дека едногласно е усвоена одлуката за основање на политичката партија Граѓанска опција за Македонија Гром. Нека ни е со среќа. Продолжуваме со работа. Ако е готова верификационата комисија, го молам поред известителот да поднесе извештај. Верификационната комисија на Основачкото собрание на Граѓанската партија Опција за Македонија Гром ги разгледа доставените евидентни листови за присуство, при што ви известуваме дека на Основачкото собрание се присутни 972 основачи. Според тоа, Основачкото собрание може да продолжи со работа и полно важичко да одлучува. Благодарам. Продолжуваме со работа. Наредна точка е расправа по собраниските документи, предлог програмата Храброст за Македонија и статутот на Граѓанската опција за Македонија. Отправам расправа. Дали некој се јавува за збор? Нема. Го молам известителот на комисијата за следење на расправата по собраниските документи да го извести Основачкото собрание дали некој има поднесено писмен предлог за измена и дополнување на предложените документи. Господин Виктор Цветковски. Почитувани делегати, почитувано работно председателство, основачи на Гром, ценети гости. Ви известуваме дека до Комисијата за следење на расправата по собраниските документи не се доставени предлози за изменување и дополнување на собраниските документи, односно на програмата и статутот на Гром. Според тоа, Комисијата предлага Основачкото собрание да ја продолжи постапката за нивното донесување. Благодарам. Ви благодарам и на вас. Бидејќи нема повеќе пријавени дискутанти, значи што би се рекло стручно со премин, преминуваме на рана точка од дневниот ред, тоа е усвојување на собраниските документи. Бидејќи расправата ја исцрпевме по предложената по претходната точка од дневниот ред, на усвојување ја ставам предлог програмата програмата на Граѓанската опција за Македонија Гром Храброст за Македонија. Кој е за, ве молам со изјаснување така на рака. Благодарам. Дали има некој против? Нема. Дали некој се вдржува од гласање? Нема. Констатирам дека едногласно е усвоена програмата на Граѓанската опција за Македонија Храброст за Македонија. Вториот документ по кој што денеска треба да се произјасниме е предлог статутот на Граѓанската опција за Македонија Гром. Го ставам предложениот статут на усвојување.
Дали со изјаснување на рака ве молам да се изјасним дали кој е за предложениот статут? Дали има некој против? Нема. Дали има воздржани? Нема. Констатирам дека едногласно усвоен статутот на граѓанската опција за Македонија Гром. Во меѓувреме сакам да ви известам дека до работното претседателство пристигна една срдечна честитка упатена до сите вас, до сите нас и на луѓето што се пред универзитетската сала, со која што претседателството на културно-уметничкото друштво Каршијака од Скопје ни посакува успешна работа и наредни победи на политичката сцена во Република Македонија. Да им заблагодариме со громогласен аплауз. Како што е редот, и наредните документи се потребни за политичко појавување на оваа партија на политичката сцена во Република Македонија, значи треба да ги усвоиме органите на партијата, тоа се изборот на председател, изборот на централен одбор и изборот на надзорен одбор на граѓанската опција за Македонија Гром. Ќе водиме заедничка расправа, дали има некој да... Устари се извинам. Значи, отворам расправа по... Го молам известителот се извинам на кандидатционата комисија да го соопшти предлогот за избор на председател на граѓанската опција за Македонија Гром. За председател на граѓанската опција за Македонија Гром се предлага Стефчо Јакимовски. Стефчо. Роден на 27. август 1960 година во Крива Паланка. По занимање дипломиран економист и успешен стопанственик. Извршувал и повеќе општествени функции, меѓу кои стручно-политички работник во председателството на поранешната младина на Југославија, министер за економија и министер за труд и социјална политика во владата на Република Македонија. Трет мандат е градоначалник на општината Карпош. Човек познат по својата хуманост, по својата одлучност, по својата храброст и надсе познат по остварените резултати. Господинот Стефчо Јакимовски. Ти благодарам. Господине, ја вам ви благодарам. Продолжете со работата. Како што е редот, отворам претрес по предлогот даден од страна на кандидатционата комисија. Дали некој бара збор? Не. Ако не, тогаш предлогот на кандидатционата комисија го ставам на усвојување. Ве молам со кравење на рака кој е за тоа председател на граѓанска опција за Македонија да биде избран господинот Стефчо Јакимовски.
верувам дека го делам вашето мислење, ако констатирам дека громогласниот аплауз значи дека едногласно е усвоен предлогот председател на граѓанската опција за Македонија ГРОМ да биде избран господин Стефче Јакимовски. Срдечни честитки. Преминуваме по расправа по наредната точка, по избор на наредниот орган, тоа е составот на Централниот одбор на Граѓанската опција за Македонија. Го молам известителот на кандидационата комисија да го соопшти предлогот за состав на Централниот одбор на Граѓанската опција за Македонија ГРОМ. Имам посебна чест, а во согласност со член 5 од Деловникот за работа на Основачкото собрание, по предлог на председателот на ГРОМ, доставен е следниот состав за членови на Централниот одбор и тоа: Стефче Јакимовски, дипломиран економист; Никола Георгиевски, дипломиран економист; Душица Андоновска, магистар по архитектура; Никола Дончев, адвокат; Алекса Копачев, стопанственик; Штерио Николов, дипломиран инженер агроном; Гордана Костовска, дипломиран правник; Оливер Гашев, адвокат; Панче Панчевски, дипломиран детектив; Тодор Чепреганов, професор доктор по историски науки; Оливер Ромевски, магистрант по меѓународни односи и дипломатија; Чедомир Саздовски, доктор по кинезиологија; Славица Новачевска, доктор по кинезиологија; Ирена Симоновска, дипломиран економист; Јовица Димовски, електротехничар; Стефче Алушевски, магистар по спорт и спортски менеджмент; Слободан Илиевски, дипломиран криминалист; доктор Златко Пендевски, полковник; Мартина Поповска, адвокат; Дарко Јанчевски, дипломиран економист; Кире Ризовски, пензионер; Дарко Саздов, дипломиран правник; Едис Нури, студент; Дарко Донев, магистар по спорт и физичка култура; Виктор Цветковски, адвокат; Александра Георгиевска, дипломиран професор по англиски јазик; Мереджан Демерили, сообраќаен техничар; Зоран Петрушевски, социолог; Маријан Карамфилович, дипломиран економист; Емилија Петрович, професор по математика и физика; Горан Јовановиќ, професор по хемија; Алма Сеидовиќ, дипломиран филолог; Ана Митревска, магистар по економски науки; Томче Цинкарски, магистрант по земјоделство; Владимир Спасевски, дипломиран електроинженер; Александр Турнидов, магистрант по технолошко-металуршки научки; Вангел Краиванов, дипломиран архитект; Ивана Николовска, магистар по предприемништво; Александра Мишева Андровска, дипломиран филолог; Никола Иванчич, дипломиран правник; Борис Вејановски, машински техничар; Филип Андревски, машински инженер; Кристина Костовска, магистар по правни науки; Моника Давидовска, магистрант по економски науки; Катерина Димитриевска, забен техничар; Бојко Илиев, адвокат; Киро Тодосов, хемиски техничар; Дане Митровски, дипломиран градежен инженер; Александар Јанев, дипломиран вајар; Александра Дуева, абсолвент на Филозофски факултет Скопје; Драгана Ѓорѓиева, дипломиран текстилен инженер; Бранко Наков, стопанственик; Маја Тодосова, абсолвент на филолошки науки; Борче Вандевски, стопанственик; Димитар Димитров, ликовен уметник; Никола Стојановски, дипломиран правник; Катарина Милевска, дипломиран професор по математика; Панчо Минов, дипломиран политиколог и правник; Стојан Петров, дипломиран архитект; Весна Коцева, дипломиран педагог; Паско Атанасов, дипломиран земјоделски инженер; Ленче Јовановска, абсолвент на педагошки науки; Вејан Димовски, стопанственик; Митко Ристов, електроинженер; Златко Јованов, дипломиран педагог; Димитар Зарков, стопанственик; Совче Стефановска, козметичарка; Горан Анчевски, магистар по бизнис администрација; Златка Стамбулијска Поповска, магистар по економски науки; Лилјана Јовановска, дипломиран професор по географија; Мавије Мехмети, професор по албански јазик; Шебај Прешова, доктор по стоматологија; Џоко Менковски, стопанственик; Ѓорѓи Чакарјаневски, професор доктор по историски науки;
Зоран Поповски, професор доктор по биохемија и генетско инженерство, Сонја Стефановиќ, магистер по мировни студии, Горан Михајлов, дипломиран правник, Јупчо Пренџов, магистрант по политички науки, Душан Томшиć, дипломиран социјален работник, Наташа Станоевиќ, дипломиран социјален работник, Светлана Трбоевиќ, доцент доктор по социјална политика, Оливер Станоевски, магистер по безбедносни студии, Виктор Грозданов, дипломиран инженер металург, Сејан Чонетков, доктор по медицински науки, Татјана Стојановска Иванова, професор доктор социолог, Владимир Котевски, професор доктор по медицински науки, Бајрам Кадри, магистер по спорт и физичка култура, Владо Поповски, магистрант по комуникологија на правниот факултет, Тодор Арсов, машински техничар, Вице Стоиловски, дипломиран правник, Стојче Петров, дипломиран економист, Добрила Антоновска, специјалист по пластична хирургија, Дејан Димовски, дипломиран економист, Роберт Живадиновиќ, градежен инженер, Деар Лимановски, медицински техничар, Магдалена Копчаровска Дедич, дипломиран дефектолог, Билјана Петрушова, дипломиран економист и Александар Митовски, магистер по деловно право. Споменатиот предлог е во согласност со одредбите од Законот за политичките партии и претходно донесениот статут. Комисијата предлага основачкото собрание да го усвои претходно соопштениот состав за Централен одбор на ГРОМ. Благодарам. Благодарам. Па сега нека видат оние што треба да видат со кого ќе си имаат работа во наредниве години во Република Македонија. Од формален аспект сакам да ви сообштам дека овој предлог, пред да го ставам на гласа, значи треба да одлука да содржи неколку елементи. Првата дека е ова во соглас со член 14 од Законот за политичките партии, втората е дека Централниот одбор во рамките на одлуката ќе брои 110 членови и во таа смисла е измената во статутот наместо 70 до 90, 90 до 110 и како предлагачи на иницијативниот одбор, значи таа измена е ја предлагаме и треба да биде усвоена и на крајот дека ова одлука треба да биде усвоена. Го ставам предлогот на усвојување на кандидацијоната комисија, односно одлуката за избор на Централниот одбор на граѓанската опција за Македонија ГРОМ. Се извинувам на направените грешки, се разбира и грешки се понекогаш дозволени. Се радувам ќе ме извините за грешките. Предложениот состав можам да констатирам дека е според вашиот аплауз дека е едногласно усвоен. Благодарам. Констатирам дека предлогот за состав на Централниот одбор на граѓанската за опција на Македонија е едногласно усвоен. Одиме на последниот орган, тоа е избор на надзорен одбор на граѓанската опција за Македонија ГРОМ. Го молам известител на кандидацијоната комисија да го образложи и овој предлог. Почитувани, во согласност со истиот член 5 од Деловникот за работа, кандидацијоната комисија ги предлага следните кандидати за состав на надзорниот одбор: Јордан Милков од Кавадраци, Раде Цветановски Кисела вода, Драган Стојановски Охрид, Лиљана Митовска Аеродром, Бојан Милошевски Карпош, Огнен Андоновски Струмица и Димче Стојановски Велес. Предлогот е насловен на одредбите од Законот за политичките партии на веќе усвоениот статут на партијата. Кандидацијоната комисија му предлага на предложениот состав да биде усвоен. Благодарам. Благодарам. Отправам расправа по поднесениот предлог на кандидацијоната комисија. Дали некој бара збор? Дали има некој други предлог? Нема. Ако нема, дадениот предлог од кандидацијоната комисија го ставам на усвојување. Кој е за, молам со кравење на рака. Дали има некој против? Нема. Дали се воздржува некој од гласање? Нема. Според тоа констатирам дека е едногласно усвоен надзорниот одбор на граѓанската опција за Македонија ГРОМ. И сега, како што е редот, го поканувам председателот на граѓанската опција за Македонија ГРОМ, Стефчо Јакимовски, да се обрати до сите вас.
Добро вечер. Добро вечер, почитувани присутни членови на ГРОМ, граѓанската опција за Македонија, почитувани симпатизери и поддржувачи на новата политичка сила во Република Македонија, драги гости, почитувани представници на седмата сила, медиумите, добро вечер и добре ни дојдовте и да сте ми живи и здрави. Добре дојдовте на основачкиот конгрес на граѓанската опција за Македонија, добре дојдовте во ГРОМ. На 29. мај оваа година ветивме, а денеска остварувавме. Рековме дека Македонија наесен ќе добие една нова политичка опција, една нова успешна визија преточена во идеите, платформата и програмата на ГРОМ. Тоа е граѓанската визија за Македонија. Она која што не достигаше речиси 2 децении, она која конечно ќе внесе нова боја во биполарниот црно-бел свет на политичката сцена во Република Македонија. Овој пат ние сме тука со мисија да ја внесеме вистинската боја, вистинските чувства, потреби и гласот на граѓаните. Тоа е ГРОМ, граѓанската опција за Македонија. Ние сакаме држава во која ќе има среќни и хумани луѓе, исполнети и реализирани граѓани, луѓе кои ќе си помагаат едни на други, кои ќе ги делат животните радости и таги, без делби и меѓусебна омраза. Затоа, во име на демократијата, да искористиме силата на ГРОМ за создавање на едно просперитетно општество, општество на сите граѓани Република Македонија, без оглед на нација, вера, полова и било каква друга определба. Оваа земја е мала, но доволно е голема за сите кои сакаат да дадат свој личен белег во креирањето на една среќна, толерантна, мирољубива и пред се просперитетна држава. Она која ќе не води по патот на интеграциите, а не на поделбите. Она која ќе не води кон луѓето, човештината, братството, соседството, соживотот. Добро вечер, браќа и сестри албанци. Мримрама, Валезер, Вемотра, Шитаре. Мримрама. Поздрав до нашите пријатели од десна страна и нашите пријатели и поддржувачи албанци. Добро вечер и поздрав до сите граѓани од турска националност. Македонјаки, турк, милетине, хош гелденес, Диорум. Добро вечер, вредни луѓе, добро вечер, дами и господа власи. Бонасјара, доамни, шидомни. Ако не беше оној 16 февруари на кој што сите добро се сеќаваме, немаше да биде и денешниот 28 септември. Ако nije bio pečat Srpske napredne stranke, jel tako, gospodine Dragiše Militić? I ako ne беше podrškata na našite sograđani od srpska nacionalnost, deneska nemaše da go imame ni GROM. Nemaše da imame ova silina na GROM. Dobroveče svim sugrađanima Bošnjaka. Hvala na pozdravci Hrvatima, na svim onim koji žive u Republici Makedoniji. Posebna boja na našето громовско небо ни дават нашите драги браќа и сестри Роми. Шукарат Ромален! Добер вечер и за словенске пребивалке Македонии. И сосема на крај, да не ми забележат повторно, ние смо заборавили брачу Црногорце. И е ли ту докторка са Жабљака? Еве посебен поздрав и до
граѓаните од Црногорска националност во Република Македонија и на крајот ги поздравувам сите оние кои што живеат во Република Македонија, на кои што оваа грудка земја им лежи на срце и кои што е нивно пребивалиште за нив и нивните семејства, и ги повикувам сите заедно нашата мила Македонија да ја градиме и да ја чуваме и да ја развиваме, затоа што тоа е дом за сите и зашто само таква ќе ни создава натаму перспективи и визии за развој на нашите деца. Граѓанската опција за Македонија е тука со цел да гради и да изгради достоинствен свет кој на луѓето ќе им даде шанса за работа. За најмалите да им обезбеди безгрижно детство, за младите да им дадеме иднина, а за возрастните да им обезбедиме сигурност. Гром смета дека приоритет на сите приоритети е функционирање на силна правна држава. Впрочем, затоа и постои државата. Да ги запре насилниците, да ги оневозможи ајдуците, да ги казни криминалците и да ги заштити честните и лојални граѓани на Република Македонија. Да ја врати довербата во правниот систем и да создаде доверба во оваа држава. Следен приоритет е слободата на граѓаните. Таа е без алтернатива. Слобода од секој аспект. Слобода на избор, слобода на мисла, слобода на говор, родова еднаквост, слобода на медиумите и сите други слободи. Еден од главните наши приоритети е секако подигање на стандардот на граѓаните. Него Гром ќе го подигне на достоинствено ниво. Ние сме за намалување на буџетските расходи, намалување на оптеретувањето на стопанството, подршка и зголемување на профитабилноста на предпријатијата. Ако нема профит, нема да има ни проста, ни проширена репродукција, нема да има ни отварање на нови работни места. Почитувани пријатели, од бува лој нема да вадиме. Ќе го релаксираме од даношно оптеретување малото стопанство, кое што на вистина се наоѓа во многу тешка ситуација како никогаш досега. Ќе ги потикнеме средните предпријатија. Тие заедно треба со малите предпријатија да абсорбираат голем дел од невработената работна сила, да возможат и почетни бизнис резултати на сите оние кои што сакат да се занимаваат со бизнис. Тие треба да бидат двигатели на развојот и на флексибилноста на македонското стопанство. Ќе даваме силна подршка на главните упоришта на економијата, а тоа се големите предпријатија. Учество на земјоделието и сточарството во создавање на БДП ќе го зголемиве. Стимулациите и субвенциите ќе ги има. И тоа уште повеќе. Но само за вистинските земјоделци. Но сакаме отворено да кажеме дека на земјоделието не му се потребни само стимулации и субвенции, туку му е потребна и соодветна инфраструктура, брани, мелиоративни системи, отварање на нови странски пазари и на тамошна едукација на нашите земјоделци. Заслужуваат аплауз земјоделци. Ќе даваме поддршка на истражувачки развојни центри со учество во освојувањето на надворешните пазари. Република Македонија мора да има свој дел и учество во светската глобализација. Наш приоритет е здравството, подигање на здравствената култура. Ќе ја вратиме довербата на јавното здравство. Денес, почитувани пријатели, создаваме приватен здравствен систем, но на грбот на јавното здравство. Ако немаме силно јавно здравство, нема, верувајте, да имаме и квалитетно приватно здравство. Нема добро здравство без достоинствени лекари. Какво е тоа здравство каде што лекарите и пациентите се понижени? Здравството не е само опрема, скапите апарати. Најбитни за нас се квалитетните и ценети доктори. Образовниот систем. Образовниот систем може би има и најважната мисија. Лесно е да се надградува веќе образован човек. Лесно е да се стекнува тој со нови вештини, но тоа треба да го воспоставиме од најмали нозе. Ние ќе создаваме образование кое ќе соодветствува со потребите на стопанството и на нашето општество и ќе оди во чекор со светските трендови. Спроведувањето на европските директиви не ни се потребни за да го фасцинираме Брисел. Туку тие нам ни се потребни за нас самите. Нам ни е битно
дали ќе бидеме безбедни. Нам ни е битно дали ќе бидеме еднакви пред законот. Ќе се бориме ли успешно против криминалот и корупцијата? Ќе обезбедиме ли транспарентно трошење на наредните пари? Ќе јадеме ли безбедна храна? Ќе ја штитиме ли човековата околина? Ќе ги уживаме ли граѓанските права и слободи и ќе имаме ли конкурентно стопанство кое што успешно ќе се вклучи во меѓународната поделба на трудот? По што ќе се разликува Гром од другите? Почитувани пријатели, Гром бара проширување на децентрализацијата, зашто локалната власт е најблиска власт до граѓаните и затоа што таа е најдобар сервис за нивните потреби. Зашто силна локална самоуправа во основа има позитивно влијание врз меѓуетничката стабилност. Гром смета дека јавниот ред и мир треба да биде под ингеренција на локалната самоуправа. Командирот на полицијата треба да биде член на општинската влада. Државната безбедност, разузнавањето, контраразузнавањето, борбата против економскиот, организираниот криминал, разбойништвата, трговијата со наркотици, бело робје треба да бидат и натаму под државни ингеренции и тоа треба да биде главна државна политика и дел од одбранбениот систем на Република Македонија. Гром се залага за рамноверен економски развој на Република Македонија. Тоа значи дескопјанизација на Република Македонија. Ние не се сложуваме најголемите капитални инвестиции во оваа држава да завршуваат во Скопје. Ние сметаме дека треба да создадеме услови за економски напредок, образование, здравство, култура, спорт, инфраструктура во сите делови на Република Македонија, затоа што секој човек, секој граѓанин за нас е битен и секој сметаме дека во своето место треба да ужива исти услови за развој на своето семејство како ние во Скопје. За Гром мултиетничноста и мултикултурата не е обврска, туку интерес на сите граѓани. Различната верска, културна, јазична и етничка припадност се богатството на Македонија со кое треба да се отвараат нови перспективи, особено во економијата со соседите. За Гром е несватливо спортот да биде дел од нашата градителска политика. Да ни биде битно колку камен темелници сме поставиле на спортски објекти и колку ленти сме им пресекле. За Гром најбитни се спортистите, луѓето, нашите млади. Почитувани пријатели, за 5 години се создава олимписки победник со квалитетен и стручен тренажен процес. За овие 20 години можете ли да замислите колку пати по 5 години загубивме? Тоа се загубени спортски генерации, неостварени амбиции, изневерени надежи и неповратно изгубени наши таленти. Прашувам, каде тоа, почитувани пријатели, во светот се брои 5-то место, 4-то место? Се знае, се брои шампион, вице шампион и освојувач на бронзен медал. Ако не вложуваме во спортот, ако не вложуваме во нашите спортисти, кого ние тоа ќе шетаме под триумфалната капија? Гром гарантира минимум стандарди за секој клуб во првата и во втората лига и финансиска подршка на масовниот спорт. Талентите се раѓаат и ги има и во град и во село. Таленти има и кај богатите и кај сиромаштите. Мораме да водиме сметка за сите, зашто денес спортот постепено, но сигурно станува забава само за богатите, зашто тој се плаќа. Често пати не прашуваат, почитувани пријатели, за нашиот став во спорот со името. И тука, почитувани пријатели, Гром се разликува од другите политички партии. Ние нема да велиме дека нашиот став ќе го кажеме тогаш кога ќе дојдеме на власт. Ниту пак ќе пробуваме да се криеме зад референдумот, зад граѓаните. Нам граѓаните ни даваат мандат и не плаќаат да го слушнат нашето мислење, зашто тие на тоа имаат право и зашто за тоа не бирале. Сакам да прашам. Сакам да прашам. На кој тоа референдум ние го добивме нашето име? Или тоа искомски ни припаѓа? На никој референдум. Нашиот став е јасен. Ниту на референдум сме го добили името, ниту на референдум ќе го потврдуваме,
ниту на референдум ќе го даваме името Република Македонија. Македонија заслужува аплауз. Само да ве подсетам, почитувани пријатели, ајде малку сите сме заборавиле. Нели не натера да го смениме уставот и да се откажеме од грижата за нашето национално малцинство во соседните земји, така ли беше? Нели не натера да го промениме знамето, се сеќавате? И ни го ставија најсмешното име на светот, поранешна Југословенска република Македонија. Значи, веќе направивме 3 големи оставки. Во меѓувреме, подуставно име не признаа 135 земји, меѓу кои и двете светски суперсили Америка и Русија. Исто така, го добивме спорот за името на Меѓународниот суд за правда. Епа, почитувани пријатели, ако меѓународната правда стои зад нас, можно ли ние самите да не стоиме зад себе? Секако дека тоа не е можно. И затоа Гром ќе се залага за овие ставови. Единствен компромис што како политичка партија можеме да прифатиме е двојната формула за името. Република Македонија за севкупна употреба, а со Грција да се договориме за името во меѓусебната комуникација. Со ова уште еднаш сакам да кажам дека секогаш нашите ставовите на Гром ќе бидат јасни и гласни. Воопшто не ни е битно дали тие ќе кореспондираат со власта или пак ќе бидат исти со опозицијата. Тоа се наши ставови, ќе бидат дебатирани и усогласени на највисоките партиски органи. Наша цел не е да ослабнуваме опозицијата, туку да ја поттикнуваме. Ниту пак наша цел да ја зајакнеме власта, туку имаме намера да ја отрезнуваме власта. Само сакаме да учествуваме равноправно во политичкиот надпревар, да ја зголемиме политичката понуда, зашто граѓаните на Република Македонија за тоа имаат право. Имаат право на избор, како што граѓаните на Карпош имаат право на избор после 16 февруари. Почитувани пријатели, или бело или црно не е избор. Има и трето. Тоа е граѓанско, кое е во повеќе бои. Мултиетничко, мултикултурно, мултиконфесионално. Тоа е Гром, граѓанската опција за Македонија. Од денес, 28 септември, ние градиме едно ново, автентично движење на неврзаните, граѓанска опција за Македонија која гради собствен, автентичен и оригинален политички пат. Ајде, почитувани пријатели, да се потрудиме до изборите во март, да обезбедиме повеќе од 30.000 членови и симпатизери. Слушнавте дека имаме скоро 13.500. Значи, со еден настап, а тоа беше промовирање на иницијативата за формирање на оваа партија и неколку интервјуа, ние сме скоро на половина. Ајде, почитувани пријатели, тоа да го завршиме до изборите во март. Да ја расшириме нашата граѓанска идеја, да ја промовираме нашата програма, да ја приближиме до граѓаните, да бидеме блиски со народот. Ќе бидеме успешна партија ако знаеме што народот сака, како тој размислува и кои се неговите тешкоти. И ако на овој народ за неговите проблеми му понудиме соодветни решенија, тогаш можеме и да очекуваме успех на изборите. Јас сум сигурен дека ние тоа го можеме и квалитетот на луѓето што ви ги предложивме во Централниот одбор, а видовте дека има и стопанственици, и земјоделци, има и мало стопанственици, и универзитетски професори, и инженери, и уметници, значи од разен профил. Тој наш кадровски состав
ни гарантира дека Гром ќе биде во состојба да испорача уште поквалитетна изборна програма и дека Гром ќе ги понуди вистинските решенија за граѓаните на Република Македонија. Затоа, почитувани пријатели, уште еднаш сакам да ве повикам да се обединиме околу ова нова иницијатива, граѓанска опција за Македонија, која што доколку сите заедно ја расшириме доволно нашата мрежа и влеземе во секој дом, станеме блиски со луѓето, бидете сигурни дека Гром после наредните избори ќе биде парламентарна партија. Да ни е вечна Гром, да ни е вечна Република Македонија. Благодарам. Почитувани, со ова објавувам дека е завршена работата на основачкото собрание на граѓанската опција за Македонија Гром.